Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Со доаѓањето на пролета, природата полека се буди со сета своја убавина, бои, мириси и раскош. Со самото тоа, веројатно, кај многумина од вас, кои се љубители на цвеќето и на градините, се буди и желбата за градинарење. Лалињата и нарцисите се од оние цвеќиња кои рано цветаат и кои внесуваат свежина, живост и убавина во градинарскиот простор. Можете да ги одгледувате посебно во засебни леи или пак заедно, а така и најдобро, затоа што со тоа ќе ви биде овозможена непрекината присутност на бои во текот на скоро целата пролет. Некои нарциси почнуваат да цветаат веќе на почетокот на годината, а многу лалиња добро се држат се до доцна на пролет. Лалињата се изворедни за цвеќарници и леи, а многу нарциси се особено погодни за садење на тревни површини. Видовите со џуџе страст се совршени за камењари, за алпинуми или за одгледување во садови, каде што можат да се одгледуваат сосема одблизу. Лалињата имаат зачудувачко богатство од цветни облици. Можете да сретнете лалиња со наедноставни, обични цветови, преку оние со спирално извиткани цветни ливчиња, па се до оние кои имаат двојни цветови кои потсетуваат на цветовите од божурот. Ги има во повеќе бои, освен во сина, а изворот се протега од сосема бели до најтемни виолетови, во голем број со преубави нијанси на жолта, црвена и виолетова боја. Многу лалиња со џуџе страст имаат и многу привлечни листови. Овој род хортикултурно е поделен на 15 групи врз основа на обликот на цветовите, но честопати е поедноставно да се направи поделба според периодот на цветање и употребата во градинарскиот простор. Едноставните рани лалиња имаат класичен облик на цветот како пехар, а на некои цветни ливчиња или се порабени, попрскани или се обележани со линии од други бои. Двојните рани лалиња имаат долготрајни цветови, како чинија, честопати со дамки или порабени со други нијанси. Традиционално се употребуваат како режано цвеќе, потоа во формалните цвеќарници и за порабување на леите, а успешно може да се одгледуваат и во садови на затворено. Некои лалиња од групата што цветаат доцна имаат најживи бои и најинтересно обликувани цветови. Тука се вбројуваат лалињата што раѓаат цветови како оние кај криновите, живите и необични хибриди парот, зеленикавите хибриди виридифлора, како и хибридите со раскошни линии Рембрандт. Лалињата со цветови што личат на божурот многу добро се вклопуваат во селските градини со неформален стил. Сите лалиња од оваа група се многу впечатливи кога се издигаат над темно-зелената или сивата покривка на почвата или кога се сместени во формални цветни насади. Хибридите Кауфманијана растат густо, а цветаат во светли бои многу рано напролет, а малку повисоките хибриди Фостеријана и Греиги обично почнуваат да цветаат малку подоцна. Многу хибриди имаат и многу интересно обележани листови. Џуџестите видови се идеални за одгледување во садови, во издигнати леи или во камењари. Дивото, односно шумското лале, Тулипа силвестрис и Тулипа спренгери, поднесуваат мала сенка, па се соодветни за тревни површини. Повеќето лалиња добро успеваат на плодна, добро дренирана почва богата со хумус, на сончево и заштитено место. Во такви услови, некои силни садници добро ќе успеваат со години. Сепак,
Многу лалиња најдобро е да се третираат како едногодишни растенија за цвеќарници и за леи и да се вадат по цветањето, кога ќе им овенат листовите. Заболените луковки треба да се уништат, а другите да се пресадат подоцна. Луковките ретко добро ќе цветаат во втората година, но ако се пресадат на есен, можат повторно да процветаат во период од 2 години. Видовите со џуџе страст најмногу сакаат отворено сончево место и песоклива почва. Извадете ги и пресадете ги само доколку почнат да растат премногу густо. Се размножуваат со странични луковки или со семе. Лалињата лесно заболуваат од габични болести и од други болести карактеристични за луковките. Нарцисите се особено ценети поради живите пролетни цветови, а нивните луковки се многу лесни за одгледување. Врз основа на обликот на цветовите, нарцисите хортикултурно се распределени во 13 групи. Можеле се погодни и за одомаќинување на тревни површини. Повеќе нарциси може да се одгледуваат во садови кои мораат да бидат доволно длабоки за да можат луковките да се покријат со слој земја. Слојот пак треба да биде 1,5 пат подебел од самата луковка. Луковките од групата тазета со китка од 12 мирисни цветови често се одгледуваат под стакло или како цвеќе во саксии за цветање од доцна есен до пролет. Јонкил хибридите со богат мирис исто така се погодни за во саксии за украсување во домот. Видовите со нисок раст, например контабрикус и ромејксии, почнуваат да цветаат на почетокот на годината во незагреан стакленик и исто така можат да се пренесат во куќа. Нарцисите ретко треба да се извадат по цветањето во тревата или во леата. Дури и најситните видови многу добро ќе успеваат на фин тревник. Нарцисите со џуџе страст се идеални за камењари и за издигнати леи, а некои од нив и рано цветаат. Нарцисите ќе цветаат и ќе растат добро речиси на секоја почва, но сепак најмногу сакаат добро дренирана, влажна и малку кисела почва. Им одговара место на сонце или во блага полусенка. Садете ги луковките доцна на лето или рано на есен на длабочина од 12 до 15 сантиметри. Кога ги одгледувате на тревни површини, почекајте со режењето на старите листови најмалку 6 недели од завршувањето на цветањето. За одгледување во садови, на луковките треба да им се обезбедат студени услови и многу свеж воздух. Температурите над 7 до 10 степени најчесто ќе предизвикаат пропаѓање на цветовите. По садењето сместете ги садовите во студено ртилиште, а по 12 до 16 недели пренесете ги во студен стакленик. Кога ќе се појават цветни пупки, цветањето може да се забрза со постепено зголемување на температурата, која сепак не смее да надмине 13 степени Целзиусови. Размножувањето се врши со странични луковки или со режење. Нови хибриди и видови може да се одгледуваат и од семе. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.